Јадранската повелба испраќа силна регионална порака до НАТО алијансата и до светот. Членството во НАТО е нашата заедничка иднина. Интеграциите во НАТО бараат од нас меѓусебна соработка, бараат политики на мостови, бараат зрели политички раководства кои имаат чувство за тоа што им е потребно на граѓаните на нашата држава. Бараат одговорност за регионална и глобална безбедност. Бараат свесност од наша страна како поединци кои имаат чест да ги предводат државите и како држави да придонесуваат кон светскиот мир. Со нашето присуство овде, на самитот на земјите членки на Јадранската повелба, ние велиме: да, подготвени сме да соработуваме во интерес на граѓаните на нашите држави и низ интеграцијски процеси да го донесеме регионот до неговиот дом, до големото семејство на НАТО. Членството на Црна Гора во НАТО е охрабрувачка порака на алијансата дека вратите се отворени за сите што ќе се издигнат над сопствените предизвици и ќе покажат дека можат да придонесуваат за колективните потреби и за сопствените граѓани. И честитам на Црна Гора, изразувам верба и подготвеност за акција за Република Македонија да биде 30-та членка на НАТО. Интеграциите на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија се стратешки цели за нашата земја. Работиме темелно, посветено и енергично. На регионален пат се отворивме кон соседите за зацврстување и продлабочување на соработката, пријателството и довербата. Вчера подпишавме договор за добрососедски односи со Бугарија, но паралелно ја интензивиравме комуникацијата и со другите земји од регионот. Овие чекори се во насока на развој на Република Македонија, но и на развој на регионот. Очекувам дека ќе придонесат кон напредок на европските и евроатлантските интеграции на Македонија со членство во НАТО и со сериозни придвижувања на државата кон членство во Европската Унија. Охрабрени сме од оптимизмот, вербата и поддршката што ги чувствуваме од нашите граѓани, но и од оптимизмот, вербата и поддршката што доаѓаат од Соединетите Американски држави и од нашите пријатели, земјите членки на Европската Унија. Тоа за мене како премиер на Република Македонија и за нас како влада е силен мотив да ја оправдаме довербата и да ги оствариме очекувањата во интерес на граѓаните на Македонија, на регионот, како и во светски рамки. Бидејќи ова самит што се однесува на НАТО интеграциите, изразувам во оваа прилика благодарност за постојаната соработка со Соединетите Американски држави, кој што многу значи за демократските интеграцијски процеси на Македонија, а и воопшто на регионот. Тоа што со нас седи денеска и соработува подпредседателот на Соединетите Американски држави, покажува како верен, стратешки партнер имаат Македонија и регионот во Соединетите Американски држави и во НАТО. Затоа најавувам дека ќе продолжиме како држава да бидеме партнер од доверба во мисиите на НАТО и активно да придонесуваме кон безбедноста. Република Македонија ќе го зголеми буџетот за одбрана и ќе го зголеми учеството во мисиите на НАТО. Исто така ќе ги интензивираме односите со земјите членки на Јадранската повелба. Свесни сме дека регионот, овој мал дел од светот на кој што припаѓаме, е стратешки важен за регионалната и глобалната безбедност и стабилност. Ова треба да не охрабри, не смее да не плаши. Да работиме напорно и со нашите потенцијали да покажеме дека силата е во волјата и во ангажираноста, а не во тоа колку сме големи или мали како држави. Затоа што на крајот секој има своја улога и свое значење под сонцето на демократскиот хоризонт. Јадранската повелба е можност да седиме заедно и да ги дискутираме заедничките интеграцијски, безбедносни и одбранбени предизвици, како идните перспективи за регионална и трансатлантска соработка, како и да бидеме активни партнери во овие процеси. Република Македонија е почестена што може да председава со самитот на земјите членки на Јадранската повелба и да биде ко-домакин со Црна Гора. Ја имаме шансата да покажеме дека ние сме генерација политичари со позитивен дух и со отворен ум за потребите од нов начин на управување и убеден сум дека ќе одговориме достоинствено на честа и одговорноста доверена од граѓаните во нашите држави, во регионот, а во интерес на потребите на светскиот мир и напредок. Благодарам.